Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Денеска сме надвор од студио и се наоѓаме во Центарот за биоинформатика, кој што практично официјално постои негде од 2017 година со лиценца, што е многу важно, од Министерството за здравство. Овде доаѓаат луѓе со многу проблеми, со многу заболувања, еве само ќе напоменам некои, значи алергии, инфекции, карциноми, генетски заболувања и многу други нарушувања, автоимуни. А исто така и веќе сме, како што знаете, во повеќе од година и половина во време на ковид пандемија, па исто така третираат и ваков проблем. Мислам, овде заслужни за овој центар и одговорни се двајца млади перспективни лица. Тоа се Татјана Илиевска и Христијан Давидовски. На почеток ќе зборувам со Христијан, нешто повеќе ќе ни каже околу тоа што представува биоинформатиката како наука и зашто се може да се применува. Ви благодарам што возможивте да ве посетиме и да објасниме нешто повеќе да нашите гледачи така. Вака, ние сме иницијатори, јас и Татјана, но многу повеќе луѓе нели од нашата блиска средина и нашите професори, мора да ги спомнеме или тие кои што не воведува во сето ова, се одговорни за денешните резултати или денешните можности. Иначе на прашањето од кога постои примената биоинформатика или од кога се почетоците или зачетоците на ова што денеска го работиме, мора да се каже дека е многу одамна. Дури од некаде 1890-тите години, кога почнале луѓето да се интересираат за така наречените азијски или тибетски или кинески меридијани или канали. Тогаш се веќе некаде почетоците на возобновувањето на идејата за тоа да не се гледа телото како хемиска субстанца, него да се гледа малце поопширно, затоа што ние нели не сме само хемиски елемент, него имаме топлина која што е денеска така наречена енергија, која што многу малку се зборува за нејзе, има делови, сегменти од нашиот организам, од функционирањето кои што уопште за кои што воопшто ние немаме рецептори, а тоа се тие така наречени програмски клеточни биолошки јазици, кои што можете да дадеме пример како ние сега нели што се разбираме на македонски јазик, така и клетките во својот организам, односно во својата околина и постоење имаат начин како комуницираат помеѓу себе. Сега да се вратиме на поентата. Значи, идејата и замислата за нов или различен начин на гледање на човечкото тело, како што кажа, постои од многу одамна. Во текот на целиот овој период, стигнувајќи заклучно со денеска, во многу различни периоди, различни институти и центри, различни, еве да ги наречеме нации или држави, се бавеле со проучување на оваа проблематика. Значи, иницијативата била од основата на кинеските или тибетските меридијани или канали. Потоа почнале да ги проучуваат електричните импулси нели внатре во телото. Ќе зборуваме малце поедноставно за да не разберат нели аудиториумот и луѓето. Стигнале до фаза да може веќе да се измери секаков електричен импулс во самиот организам, но сватиле дека тука не завршува све, дека може да се оди чекор понатака. Што значи дека секоја хемиска субстанца може да се замени со електричен импулс и увиделе дека може и на друг начин да се влие на клетките, не само со хемиска субстанца, не само со електричен, условно кажано, импулс, односно енергија, него дека и клетките разбираат некаков вид на комуникација. Тоа е денеска таа меѓуклеточна комуникација или таа применета биоинформатика што ние работиме. Значи, кажувам применета биоинформатика затоа што не станува збор за она класична факултативна биоинформатика која што се занимава со тоа што се занимава. Дали да не трошиме време сега да објаснуваме, тоа може да се информираме, него применетата биоинформатика конкретно ги проучува меѓуклеточните програмските јазици. Примерот го дадавме ли со македонскиот јазик. Клетките, да речеме, на кожата комуницираат на така наречен македонски јазик. Клетките на плуќата, да речеме, комуницираат на некаков, да го наречеме денеска пример да го земеме од нашето окружување, германски јазик. Нервниот систем, да речеме, зборува на јапонски јазик. Сите овие така наречени програмски клеточни јазици, ние денеска имаме можност со помош на одреден хардвер и софтвер во наводници да ги слушнеме, односно да ги регистрираме, да ги анализираме, воедно да видиме каде се грешките, односно каде е таа мискомуникација или каде се болестите, да ги наречеме сега, или да се изразиме поедноставно. На основа се до тоа, значи да ние видиме каде се клетките, во кои системи или во кои делови или во кои органи имаат погрешна комуникација, што денеска се изразува како некаква состојба или болест, и на основа тоа да им се обратиме на истиот програмски јазик, односно да им кажеме или да ги советуваме каде они треба да поправат нешто или каде треба да ја подобрат, променат функцијата и така натака. Така да генерално нели одговорот на прашањето од кога постои или до ден денеска, заклучно е нели со овој програмски клеточен јазик. Иначе може
ќе ги интересира некои луѓе дека 40-тите години Германија го превзема проектот, 80-тите години, 70-тите години, односно 80-тите години русите се многу инволвирани во целава проблематика. Во изминатиот последниот период се Украина, Русија, Кина, Јапонија, Израел веќе, ние овдека нели исто помагаме на таа тема. Така да веќе сме стигнати до едно ниво каде што може да се каже дека идната фаза на цела оваа проблематика или така наречена денеска применета биоинформатика е да прерасне, односно веќе прерасна во регенеративна медицина. Така да иднината во медицината воопшто или севкупно е во тоа што нема да се користи само хемиската супстанца и хирургијата, него ќе се користи и клеточните програмски јазици, односно преточени во така наречена регенеративна медицина. И тоа е тоа нешто што се подготвува веќе сериозно, односно веќе се прават конкретни објекти, конкретни веќе лаборатории, да може конечно и да го споиме сето ова во една целина. Каде што да речеме 10% би се користело хирургија, 10% би се користело фармакотерапија, односно хемиска супстанца условно кажано, и 80% би било регенеративна медицина. Зборам сега за некоја перспектива во наредниве 30 на години, што би следело нели од денешна основа, каде се свенели капацитетите и можностите. Повеќе нели на таа тема ќе ви објасни Татјана во врска со патологиите, болестите, резултатите. Нормално ние денеска имаме одлични резултати кај одредени заболувања, кај одредени заболувања се уште и ние сме во процес на изучување, каде што не знаеме како нели да се обратиме на клетките или како да им ги дадеме тие инструкции што им се потребни, но тоа е нешто нели што, како да кажам, тоа е развоен процес. Пред 10 на години беше успех да се излекува еден вид нели на алергија или одредена состојба или така наречена алергија. Денеска веќе тоа е влезено во еден условно кажано протокол каде што нема многу потреба нели да се експериментира, веќе се знаат нели кои се инструкциите и како да се обратиме на тие клетки. Околу таа тема нели пак ќе кажам ќе поразговарате повеќе со Татјана. Кој беше мотивот да го отворите овој центар? Многу спонтано дојде целата оваа приказна. Не беше мотивот да се отвори центар и да се работи со луѓе, со пациенти. Во почетокот беше многу интересна науката, затоа што во Македонија и во многу други земји во светот не постои основа, не постои никаква законска легислатива како вакво нешто може да екзистира или да функционира. Така да во почетокот пак ќе кажам беше чисто страст, мотив, амбиција да изучиш или да проучуваш нешто што е, како да кажам, малце табу тема денеска, малце авангардно. Така да со текот на проучувањето нели дојде и оној практичен дел каде што ние кога веќе знаеме како нели некои клетки функционира, да може да помогнеме на одредена група на луѓе како да го решат проблемот. И буквално спонтано почна сето тоа. Татјана е фармацевт, она се приклучи нели во таа приказна условно кажано нели во таа научна дејност, имаше феноменални резултати, има голема поддршка нели од целата научна заедница, зборам конкретно затоа што ние сме украинска школа, конкретно во Киев, нивниот медицински факултет. И полека тоа свативме дека може да го преточиме во еден центар каде што може на општо на луѓето или на што е можно повеќе или на широките народни маси да им се излезе во престред да се помогне. Видете да не биде нели медицина која што е само за одредена група на луѓе. Од тука прераснали мотивот. Значи во почетокот беше науката, интересниот дел нели авангардниот дел и понатака свативме дека може сето ова нели да функционира и да се помогне на многу луѓе. Така да се следи трета фаза каде што веќе ова нели ќе биде сублимирано во тоа што го зборевме пред малку или тоа што го најавив или што го кажа пред малку. А тоа е регенеративна медицина во комбинација, односно во синергија или заедно нели поврзано со тоа што денеска е најмодерно, нели најфункционално, најсофистицирано, нели не велам од другата страна, него зборам од алопатската медицина. Да дефинираме, да појасниме. Регенеративна медицина не е алопатска медицина. Ние денеска сме под алопатска медицина, значи онаа што е официјална, нели зборам кога некој човек ќе отиде на лекар или на доктор, нели докторот му препишува тоа што треба, нели онда користи фармацијата го изготвува тој препарат. И тоа се вика алопатска медицина. Така да во иднина ги спојуваме алопатска медицина со регенеративна медицина. А науката што стои зад регенеративната медицина, ова што сега накратко спомнавме, е така наречена применета биоинформатика. Односно умешноста или можноста или проучувањето на досегашните нели меѓуклеточни комуникации да се преточи во еден вид нели на конкретна терапија, која што нели се вика регенеративна медицина. Може друг пат да позборуваме повеќе за таа тема, ви кажувам нешто што е многу актуелно, нешто што е многу ново, нешто што не можете многу да се информирате на интернет, нели затоа што сепак станува збор за една мала група на луѓе, на држави, на научници, нели кои што сега го пропагираме сето ова. Така, уште да ве прашам само вас уште околу прашањето колку луѓето веќе овде кај нас во Македонија го прифаќаат овој начин
на третирање? Многу луѓе знаат, но многу луѓе и не знаат. Од тие многу луѓе што знаат, во почетокот дошле за одредени проблеми, се зборам изминатите години, денеска веќе може да каже дека работиме како општи лекари. Значи веќе не одат веќе условно кажано на лекар за одредени состојби, него за настинки, за вирози, за кашлици, нели се тука. Нормално за тоа што можеме ние сега со овие можности и капацитети да помогнеме. Другото нели нормално се препраќа за дополнителни исследувања. Така, ти благодарам за овој прв дел во разговорот. Со Татјана ќе поразговарам малку околу сето на што е нели како се вршат испитувањата, третманот и така натаму. Ти благодарам сега. Нема на што. Она знае најдобро на таа тема. Јас сум повеќе во лабораторија. Ти го информираше, на прва линија. Се надевам дека во некое следно издание ќе поразговараме нешто. Може да се поразговара. Широка тема, интересна тема е да. Може да се поканат и други некои нели луѓе кои што се од различни научни дејности и да направиме на дебат. Тамо веќе може да се отворат повеќе теми. Сега беше кратко, нели, што е можно поедноставно објаснето за тоа што се случува. Благодарам, Кристи. Нема на што. Продолжуваме понатаму, значи на почетокот еве Кристијан ни објасни нели нешто повеќе за биоинформатиката како наука и нели нешто повеќе да дознаете вие како информација и од кога постои центарот и се нели она што е околу центарот и нивното формирање и нивното дејствување и се разбира заинтересираноста на нашите граѓани. Меѓутоа, во продолжение од разговорот ќе разговарам и со Татјана Илиевска, како што напоменав на почетокот. Таа ќе ни кажа нешто повеќе околу тоа како се одвива кога веќе една личност, еден пациент, така речено, ќе дојде кај нив и ќе побара некоја помош. Да ве поздравам и вас во продолжение и секако ви благодарам што не примивте во центарот за да го информираме што дојдовте до нашите гледачи. Значи, вака, која е процедурата? Вообичаено пациентите доаѓаат со закажување. На самата дијагностика ние мериме акцијски потенцијал на мембрана на клетка. Поедноставно што значи тоа? Тоа е истиот параметар кој што го мери ЕКГ апаратот и ЕЕГ апаратот. Во случајов ние го мериме тој мембрански потенцијал на секој орган одделно. Според добиените вредности на тој потенцијал, индиректно ја гледаме функцијата на органите. Значи, како што знаеме, ЕКГ апаратот, значи, додека да биде прифатен во нормална пракса, денес веќе е станат како неизбежен дел во дијагностика, им требало воопшто во медицината да биде околу 20 години за да биде комплетно прифатен. Сметаме дека овој начин на дијагностика е многу прецизен и точен, така да ние откако ќе видиме кои органи функционираат со послаба функција, каде имаме воспалителен процес или имаме нормална функција, со тоа што го познаваме, тој меѓуклеточен јазик, можеме да им дадеме инструкција на тие органи како да се вратат во нормална функција. Значи, после дијагностиката, за секој пациент се подготвува посебна терапија, која што е персонализирана, одговара само за тој пациент. Терапија во вид на нешто, како да кажам, некој суплемент, нешто се пие, некоја течност, како... Не е суплемент. Гледаме нешто позади. Па еве ќе ви покажам. Терапијата што е всушност? Затоа што, како што објасни Кристијан, ние се занимаваме со проучување на тие меѓуклеточни програмски јазици. Што значи тоа меѓуклеточен јазик? Самите клетки помеѓу себе комуницираат преку хормони, ензими, пептиди, протеини. Ние што правиме? Сите тие протеини, пептиди, ензими ги имаме во вид на електромагнетен импулс. Така да, таков збир на електромагнетни импулси со кои што можеме да дадеме инструкција на клетката да ја покачи функцијата, ги ставаме во одреден носач. Тој носач во случајов, ние ги викаме тоа со овие микропроцесори, да, во кристалната решетка на микропроцесорот се ставени тие информации, тие се носат залепени на кожа и кога доаѓа во контакт самиот пациент, човекот во контакт со овие електромагнетни импулси како информации, тој не распознава дека не доаѓа вистински во контакт со самите хормони, ензими, пептиди, протеини и почнува да постапува по таа наредба што му ја даваме. Сушност на некој начин ја имитираме таа комуникација која што се случува во живо, во самиот човечки организам. Гледајќи ја состојбата, знаеме какви инструкции да им дадеме и го носиме самото тело и функцијата на органите во нормала. Така. Ме интересира колку трае една дијагностика. Дијагностиката... Дали има разлика од здравствениот проблем
па според тоа колку и вие диагностиката ќе ја правите во однос на овие апаратури што ги користите? Постојат поспецифични случаи и патологии кај кои што треба да се обрне многу повеќе внимание и да се направи подетална анализа. Вообичаено траат околу 1 час, каде што можеме да видиме какви се функциите, гледаме што е најнеопходно, кои системи се најважни, каде се случуваат тие проблеми во комуникација помеѓу клетките, каде имаме дискомуникација. И всушност гледаме што можеме да направиме, дали можеме да постигнеме комплетно излекување, дали можеме да постигнеме подобрување од 30, 40, 50%, тоа обично и го кажуваме на пациентите. Гледаме дали има потреба од една терапија или од 2, 3. Сето тоа се гледа на самата диагностика. За какви се проблеми доаѓаат овде луѓето и какви се проблеми третирате? Значи, реално многу широк спектар на патологии, од најретките генетски заболувања до највообичаени проблеми, од пнеумонија, настинка, алергија, до патологии каде што луѓето немаат друг излез, каде што е неопходна регенерација, например, на органите. Значи, имаме постигната регенерација на срце, што е, значи, огромен успех. Тоа се работи за пациенти каде што веќе биле во состојба пред трансплантација на срце. Со многу ниска функција, 27-28%. Имаме третирано патологии каде што, пациенти со канцерогени состојби, каде што исто со таа регенерација, како и со враќање на имунолошкиот систем во нормала, сме успеале да ги вратиме сите тие органи во нормала. Да предпоставам дека за тие потешки состојби треба и повеќе време. Треба повеќе време, да. Дали тие доаѓаат тука или им давате некои терапии што ги практикуваат? Терапијата си ја користат дома. Доаѓаат овде, кај некои практикуваме да доаѓаат еднаш неделно, кај некои еднаш во 2 недели, кај некој е доволно да дојде еднаш во 45 дена колку што трае терапијата. Во секој случај, значи, пристапот кон третирање на одредени патологии не е различен. Ако се работи за воспалителни процеси некакви, тоа е многу полесно за третирање. Ако се работи за тоа дека е неопходна регенерација, потребно е подолго време. Значи, реално, кај генетски заболувања, исто тоа се многу специфични заболувања, каде што треба да се третираат симптомите, не исчезнува заболувањето, меѓутоа состојбата драстично се подобрува. Сакав да прашам околу тоа напомена вашиот колега Кристијан дека сте фармацевт. Секогаш кога говориме за вакви теми, иако кажав дека имате лиценца од Министерство за здравство, кога граѓаните, гледачите подоцна кога се јавуваат нели во нашата телевизија и кога не прашуваат па нели за она што вие сте како личен, што поседувате нели за да го практикувате ова, добро е да се напомене, спомнавте дека да нешто Украина, мисля че ни Кристијан, дали таму го добивте знаењето за да практикувате во секој случај? Значи, јас сум дипломиран фармацевт. Таа доедукација ја имав и овде, дели во Украина, во Киев. Сето тоа е сертифицирано од Министерството за здравство, значи подлежи на најригорозни контроли и проверки, затоа што, нели, да, ние цело време постојано одиме надвор на конгреси со Кристијан, каде што тие доедукации исто така се многу важни, тие соработки со огромни центри, имаме соработка со еден центар за регенерација од Русија, и дел сме од значи едно здружение кое што е за природна медицина, тоа е од Словачка, каде што се членови луѓе и од мислам и од Америка, од Јапонија, од Англија, значи многу сериозни научници, професори, познати во светот. Значи таму имаме доста размена на знаења. Постојано надополнуваме и со соодветна апаратура, значи реално постојано напредуваме, не е тоа. Кога стана збор за сите проблеми со здравјето, некако се потенцира секогаш и да се внимава низ храната. Колку вие исто така им сугерирате или пак колку имате сознание околу испитувањата што ги вршите, дали треба да се промени режимот? Знаете, ми сепак тоа е посебна наука и сметаме дека некој кој што си е стручен за тоа се занимава со тој дел. Да, дали им посочувате дека треба нешто да променат? Не им посочуваме затоа што нели ако се нормално, доколку се работи за некакви состојби како канцерогени состојби, тие луѓе вообичаено си одат кај нутриционист, нели не можеме да се занимаваме со се. Нашиот дел е да помогнеме да физички направиме регенерација на сите органи што можеме, да направиме едно враќање во нормала,
додека она што го прави човекот и начинот на живот апсолутно не ли зависи од него, тоа е сосема нешто друго. Добро, во секој случај важна е исхраната, апсолутно е важно, треба и тоа да се направи Меѓутоа, за да биде нели да, оставаме да ефикасноста стручни лица си го водат тоа. Добро. Минатата година Центарот за биоинформатика, значи вашиот центар, направи една уникатна апликација која што лекува со звук и светлина. Ајде малку и за тоа да ни кажете збор два. Искрено мислам дека можеби тоа како наша иновација можеби излеза малку и пред времето, пред да биде разбрано, затоа што тоа е нешто кое што во иднина дефинитивно ќе биде нормално. Сите тие информации, сите тие меѓуклеточни програмски инструкции можат да бидат запишани во било кој носач кој што досега сме испитали и сме виделе дека може нели да ја пренесе информацијата како медиум. Еден од најдобрите носачи на информација е светлината и звукот, затоа што дејството настанува најбргу и е најефективно. Во таа апликација ние што направивме, им дадовме можност на луѓето, нели, доколку некој има болка во коленото, да може да ја гледа самата апликација, самото видео со светлина и звук, каде што ја пренесува информацијата да се смири тој воспалителен процес и луѓето буквално за 2 минути веќе не чувствуваат болка. Таму има за алергија на сонце, тоа е буквално дигитална аптека. Во суштина тоа е дигитална аптека. Тоа ни дава можност буквално за секој акутна состојба може да се користи? За секоја акутна состојба, дури и за хронични. Значи имаме пациенти кои што имале алергија на сонце. Ја користеле апликацијата буквално 4 пати. Воопшто не се појавила на денот да се користи, така не е ограничено. Таму има и препораки дали еднаш, два пати или 3 пати. На вашата страна да влезат на Центарот за биоинформатика, таму може да го најдат линкот, добро. Поентата ми беше дека со само 4 пати користење на тоа видео од апликацијата за алергија на сонце, денес тој пациент нема алергија на сонце. Воопшто, да. Значи, толку ефикасна, меѓутоа сакам да ви кажам, тоа е нешто што ние свативме дека е неминовно. Веќе светот оди кон дигитализација. Веќе никој од нас ако му е нешто не би требало да трча во аптека за да си го реши проблемот, може било кое време да го отвори телефонот, да го користи тоа што смета дека му треба, апсолутно е безопасно, ефектот е веднаш. Така, дали може секој да го користи? Секој може да го користи, нема ограничување. Дали е одобрен исто од тоа, значи ние сме сертифицирани, да, за сите, за се што правиме, така, да. Добро. Многу проблеми здравствени третирате и тоа е за поздрав, уште повеќе што сте многу млади и перспективни и драго ми е што имате ентузијазам нели да го водите овој центар и се со цел нели да им помогнете на сите оние на кои што им е потребна помош. Подготвувате ли нешто ново во иднина, само да ни информирате? Ние како и сите нели имаме некој свој сон, своја визија, се надеваме дека ќе се оствари. Нашата идеја е да направиме еден таков центар за регенерација и за ревитализација, каде што ќе може некој да дојде, да се смести, да остане, да го решиме тој здравствен проблем и човекот да се замине комплетно здрав за неколку месеци. Нашата идеја и визија е тоа, затоа што сметаме дека сепак регенерација е нешто што е медицина од иднината. Значи, натаму во тој правец водат, како да кажам, сите истражувања веќе во областа на медицината, во сите поголеми центри во светот и на нас реално тоа не е иднината. Тоа не е визијата. Не напоминавме околу проблемите на децата. Што најчесто третирате кога станува збор за нив? Се почесто доаѓаат деца кои што имаат проблем со нервен систем, со комуникација, со говор, со однесување. Се уште не е објаснато која е причината зашто тоа се случува. Меѓутоа, со регенерација на тој дел на нервниот систем, центарот за говор, центарот одговорен за начин на реагирање, за социјализација, адаптација и таму имаме одлични резултати. И голем број деца нормално доаѓаат со проблеми како алергија. Тие две патологии се најчести кај децава. Дали третирате и деца со аутистичен спектар? Да, затоа и кажав со различни проблеми со нервен систем, некои од нив не се класифицирани како аутизам. Поставувам како прашање бидејќи во последно време години наназад кога разговарам на таа тема се зголемува бројот на дечиња кои што имаат таков проблем. Да, видете, тоа веќе јас не би го ни класифицирала како аутизам. Тоа е веќе една состојба. Развојно нарушување, така. Да, ама тоа е едно нарушување што е се почесто, се поразлично,
Секој дете има различен тип на дисфункција и на проблем. Ако порано беше аутизмот нели еден дел, сега е веќе спектар, јас и не би го ни нарекла искрено аутизам. Тоа е дефинитивно некое нарушување што не знаеме зошто се случува. Можно е да начинот на живот, премногу електромагнетни влијанија, технологија, сето тоа може да влие. Многу фактори се во прашање. Преголем стрес, родителите каков начин на живот имале. Меѓутоа, најважно што е дека можеме да делуваме на сите тие сегменти, најпрецизно и најточно доколку се направи диагностика и се види каде е проблемот, ќе знаеме точно и колку време би требало и што би можеле да постигнеме и реално имаме одлични резултати на таа проблематика. Добро, јас додека разговаравме, нели, во текот и на разговорот ќе имаат можност гледачите нели да видат и како се одвива едно испитување, за нели да знаат за што точно се работи. Се надевам дека сето оно што ќе го работите во иднина, ние ќе го следиме, па можеби повторно ќе дојдеме да презентираме до нашите гледачи и некои новини, а и можеби пак да направиме и можеби некоја поконцизна информираност и анализа на сите оние проблеми со кои што вие секојдневно работите и ги третирате. Ви благодарам. Ви благодарам многу. Еве во третиот дел, почитувани гледачи, од ова издание на Ваш термин, ќе проговориме и со Дарко Стојковски, кој што исто така е дел од тимот на Центарот за биоинформатика, инаку тој е магистар по клиничка психологија, а неговата улога во Центарот ќе ни ја каже тој. Дарко, добро дојдовме исто еве и во оној дел во кој што ќе говориме со тебе. Во овој центар некако со тебе го договаравме цел ова интервју што го водиме, па да ни кажеш ти која е твојата улога во Центарот за биоинформатика. Пред сакам да ви посакам добре дојде во нашиот центар. Па, вак, јас ќе кажам прво едно мое лично искуство. Јас во овој центар дојдов како пациент. Овде најдов решение за еден мој долгогодишен проблем, токму од мојава струка. И кога се реши проблемот, ми се отворија вратите да работам во еден ваков центар каде што ќе можеме да помогнеме на луѓето со вакви проблематики. Моја работна задача во центарот е медицински маркетинг. Сум задолжен за комуникација со колегиве, доктори, специјалисти од сите области. Постојано комуницираме, разговараме за одредени проблематики со кои што се соочуваат пациентите, гледаме патологии, каде може да се помогне, како во постојана комуникација со колегиве Татјана и Кристијан. Пред се, тоа е мојата работна задача, инаку постојано исто така ги следиме и невролошките, психолошките проблеми, психијатриските случаи, така да за сите патологии може да се најде решение само со постојан контакт, во координација со сите. Во координација со сите со тимот од вработените имаме доста успешни. Спомена дека твојата улога е исто да комуницираш со оние медицински лица кои што се од другите здравствени установи. Каква е нивната прифатеност во однос на ова што го работи Центарот за биоинформатика, бидејќи секогаш кога станува за некој друг тип на алтернативно решавање, ова е како што можеме да кажеме на некој начин некој алтернативно решавање на проблемот, не е онаа класична медицина, традиционална. Како оддив е прифатен овој начин на третирање? Значи, јас ќе ви кажам, постојано сум секојдневно во комуникација со колеги, приватни ординации, специјалистички ординации, општа медицина, универзитетска клиника, со професориве. Значи, до сега активно секојдневно работам. Сум наидено секаде на отворена врата, имаме голем интерес, особено од професорите од универзитетска клиника, каде што постојано сме во комуникација, ни праќаат пациенти со специфични категории, како што кажаа претходно и колегиве, со автоимуни заболувања, со психолошки нарушувања, така да имаме една целосна прифатеност, со доверба гледаат кон нас. Постојано новите препарати што излегуваат во нашата лабораторија се на располагање на сите од колегиве, имаат можност да дадат кај пациенти, да применат во пракса. Во постојана комуникација сме ги следиме пациентите за колку часа, за колку дена имаат подобрување.
така да имаме една добра соработка, до сега се надевам и понатаму ќе имаме. Ево како што кажаа колеги, имаме и дополнување на апликациите, изработка на нови препарати, сето тоа ќе биде споделено со колегиве на клиника, со приватните ординации, со пациентите и ќе продолжиме да соработуваме како до сега, така и понатаму. Битно се заинтересирани, веруваат во науката, се уверуваат во пракса и така да имаме една многу добра соработка. Зашто најчесто ве бараат, нели, кога веќе кажавте дека вие сте она алка на поврзување за сите оние кои што имаат проблеми? Зашто најчесто се обраќаат кај вас? Па вака, сега се обраќаат за различни патологии. Имаме различни патологии, доста голем резултат имаме кај, како што кажа и колегиве, во областа на регенерацијата. Зборуваме за психолошките проблеми, доста сега во оваа доба на коронавирус со една пролонгирана стресогена состојба, па кај секој од нас веќе и се манифестираат и психолошки проблеми. Имаме доста пациенти со панични напади, со анксиозност, стравови, од сета таа социјална дистанца, ограничување, сето тоа ни поттикнува еден страх, еден несигурност. Највеќе соработуваме за такви патологии, имаме патологија каде што сме постигнале целосно, имаме прекрасни резултати кај регенерација, воспаление и болки, доста соработуваме со ортопедите во областа на регенерација на коски, зглобови, гонартроза, исто така како една ортопедска награнка од еден симптом од едно заболување, што имаме исто така доста добри резултати, гастритисот исто така имаме феноменални резултати, проблеми со хемороиди исто така се аплицира една широка палета на состојби, но исто така како што кажа во ова време, ајде да го кажеме, што не измачува веќе подолго време, не знаеме колку ќе трае, за тоа има стручни тимови од инфектолози, микробиолози, тие истражуваат. Ние паралелно сме во постојана комуникација, бидејќи ние имаме исто така овде и работиме и антиковид терапија, односно терапија за ковид пациенти позитивни, антиковид терапија за заштита од вирусот, така да исто така имаме доста постигнато резултати каде што за неколку часа ја намалуваме телесната температура, сатурацијата кај пациентите се враќа во нормала. За неколку дена веќе пациентот го враќаме во баланс, така да можам да кажам дека за 10 дена веќе можеме да постигнеме едно комплетно излекување кај пациенти со COVID-19. Можеме да забележиме тука на полиците, Татјана изуми да прашам, меѓутоа можеш ти да кажеш дали може некој, ако има некој здравствен проблем, да дојде и да му дадете некој од овие препарати за да си ги консумира дома? Тоа сакав да нагласам дека кај нас пациентите претежно доаѓаат со некоја или потешко состојба за потешка дијагноза, па се препратени кај нас, каде што ние им правиме скен на цело тело, што добро објаснеа колегите дека се мери акцискиот потенцијал на клетка, но исто така може да го дојдат и со веќе поставена дијагноза, како што ви нагласив сега, гонартроза, гастритис, алергија, им даваме од нашиве препарати кои што ги имаме овде, можете да ги видите во позадина. Тоа е препарат за нервен систем, за воспаление и за болка, за алергија, така да ќе им објасниме. Тоа значи дека едно шишенце се консумира до крај, па потоа се... Да, обично едно шишенце се консумира до крај, на секој од шишенцата има упатства за употреба, дали по еднаш, дали по два пати, согласно со состојбата. Нема контраиндикации, нема несакани ефекти, ништо лошо не може да се почувствува, освен благодетите од она природното што е, да го вратиме организмот во оној баланс каде што треба да е, од сега за одредени патологии, видливи се резултатите, пример кај гастритисот, од поставување на микропроцесорите, после половина час вие немате рефлукс, болките се стабилизираат, се враќа апетитот, исто кај гонартрозата. Со поставување на лепенките во пределот на подколеното или над коленото, во тој дел за половина час, ајде ќе да дадеме време, болката се намалува, отокот се повлекува, така да пациентите во тој дел, каде што правиме постојано истражување, комуникација, ни ги кажува, тоа се информации кои што ние ги црпиме секојдневно, ги добиваме од пациентите. Ние сме направиле нешто во лабораторија, имаме произведено, е дадено на располагање, секој може да го
да го прими, да го проба и да ни каже повратна информација. Ние имаме пациенти од бебења од неколку месеци па до старосна граница над 70-80 години. Исто така имаме перфектни резултати кај регенерација на макула. Исто така една доста комплицирана состојба каде што имаме студија на случаи каде што сме постигнале комплетна регенерација, се вратен видот кај пациентот, така да може и за таква проблематика да се обратат пациентите во нашиот центар. Им стоиме на располагање постојано за било каква консултација. Имаме административен работник, јас сум постојано на располагање, тимот што се постојано во лабораторија, така да целосна поставеност на располагање на самите пациенти за било каква патологија слободно можат да ни се обратат, заедно ќе најдеме чаре за се. Јас мислам дека со сите тоа што го кажавме, нели, и со тебе како соговорник, и со Татјана, и со Кристијан, многу информации доставивме до нашите гледачи, можеби кратко, меѓутоа така концизно и јасно. И ви благодарам навистина на целиот тим што денеска бевте домајкини практично. Ја снимаме тука емисијата, ќе имаат можност нашите гледачи нели се тоа да го слушнат и секогаш потенцирам ако нели сакаат да дознаат каде и што може да се јават и во нашата телевизија, ќе ги добијате информациите. Ви благодарам многу и посакувам успех во она што го работите, а секако ако има нешто ново да презентираме и можеби нешто поконкретно, повторно ќе се договориме нели да направиме уште една емисија. Ви благодарам многу. Ви благодарам и на вас што одвоивте време, што дојдовте да снимете нашата клиника. Секогаш сме ви отворени за соработка. За било што во иднина можете слободно да дојдете да снимаме, да дебатираме, да зборуваме. Ние сме расположени секогаш за доброто на нашите пациенти. Ви благодарам и на вас. Исто и задоволството беше наше. Почитувани гледачи, тука некаде и јас ќе ви се заблагодарам за вашето внимание. Еве презентиравме нешто што постои веќе подолго време во нашиот главен град и добро е нели да знаете ако имате некој проблем и ако сакате да да се обратите до Центарот за биоинформатика, може да се јавите во нашата телевизија веќе од утре и ќе може да го добиете телефонот, да искомуницирате и секако да дојдете овде. Ви благодарам за вниманието. Останете понатаму во добро здравје, грижите се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.